Самостојниот синдикат за образование, наука и култура најостро ги осудува лагите пласирани во јавноста од некои медиуми и политички партии при пресметката на платите во образованието. Од синдикатот остро реагираа на барањето платите во образованието да се формираат според коефициентите од колективните договори, помножени со висината на минималната плата за секое работно место. Одредени или одредена политичка партија неколку пати излагаше на пресконференција да се меша директно во работењето на нашата синдикална организација и да кажува невистини, лаги, шпекулации, инсуинации. Оваа политичка партија беше поддржана дури од некои медиуми кои што селективно ги дава информациите во однос на изјавите на СОНГ. СОНГ ги демантира тврдењата дека со неспроведувањето на таквото барање, наставниците биле оштетени за 70 евра секој месец и посочуваат дека според спогодбата склучена помеѓу СОНГ и Министерството за образование и наука во 2014 година, платата се пресметува според коефициентот од колективните договори, помножена со висината на најниската, а не минималната плата за секое работно место. Утврдената најниска плата за најнизок степен на сложеност по работно место се множи со соодветниот коефициент за секое различен секако за секое работно место. СОНГ предупредува дека со барањето платите да се пресметуваат помножени со минималната плата би се зголемила просечната плата во државата, со што ќе престане ефикасното функционирање на институциите и би имало директно влијание врз државниот буџет.